Книгата на Битие и Куранот, на прв поглед како да читаме иста книга. Истите јунаци, истите големи настани. Но ако загребеме малку под површината, се отвора цел еден нов свет. Разликите не се само ситни детали, туку откриваат два сосема различни погледи на светот. Ајде да нурнеме во тоа и да видиме зошто е тоа така. Добро, еве како ќе го направиме тоа. Прво, ќе ги погледнеме заедничките темели, она што ги поврзува. Потоа, влегуваме во суштината. Како овие две традиции гледаат на самиот Бог и на пророците. Ќе видиме како тие разлики потоа ги обликуваат клучните приказни што сите ги знаеме. И на крај, најважното прашање. Зошто сето ова е важно и денес? Да почнеме со она што е заедничко. А тоа е едно навистина богато пророчко наследство. Значи, и во двете традиции ја имаме истата хронологија, нели? Адам, па Ное и потопот, па Авраам, големиот патриарх, потоа Лот, па синовите Исмаил и Исак, па Јаков. Ова е заедничката историска и духовна мапа. Ама токму тука, на оваа заедничка основа, почнуваат да се градат две многу различни градби. Тука завршуваат едноставните сличности и почнуваат оние фасцинантни разлики. И со тоа, да преминеме на првата голема, ама навистина голема точка на разидување. Ова оди директно во срцето на теологијата. Каков е Бог? Еве едно навидом едноставно прашање, кое всушност отвора длабока теолошка поделба. Дали Бог се уморува? И еве го одговорот. Црно на бело. Погледнете го овој директен контраст. Лево, во Битие, пишува дека Бог се одморил на седмиот ден. Значи, една активност што ни е позната, човечка. Но десно, во Куранот, стои категорично тврдење и не допре никаква умореност. Ова е повеќе од само поинаков збор. Тоа е изјава дека Бог е целосно надвор од нашите човечки ограничувања, како што е заморот. И оваа разлика не носи до два клучни, но спротивставени теолошки концепти. Од една страна го имаме антропоморфизмот. Тоа е кога на Бога му се припишуваат човечки характеристики, емоции, однесувања. А од друга страна го имаме исламскиот концепт тензих. Тоа е идејата за апсолутна Божја трансценденција. Со други зборови, тој е толку различен од своето создание, што не може да се опише со човечки термини. Еве уште еден пример. Се сеќавате на приказната за Вавилонската кула? Во Битие пишува дека Господ слезе да ги види градот и кулата. Епа, самата идеја Бог физички да слезе, да се движи низ просторот, е нешто што исламската теологија го отфрла, бидејќи тоа е во директна спротивност со принципот на тензих. За исламот, Бог не е ограничен со простор и време. Добро, видовме како се разликува погледот кон Бога. Ајде сега да видиме како тоа влијае на разбирањето на неговите гласници, пророците. Ова не носи до едно клучно прашање. Може ли пророк, Божи пратеник, да направи голем грев, да изрече клетва? Приказната за Ное после потопот нуди два сосема различни одговори. И еве ги тие два одговори, еден до друг. Според Битие, Ное се опива и во таква состојба го прокулнува својот внук. Ова покажува една многу човечка страна, со сите слабости. Исламската традиција, од друга страна, вели: нема шанси. Пророците се заштитени од такви големи гревови. Тие не би го прокулнале своето семејство. Значи, ова не е само ситна разлика во приказната. Ова е фундаментална разлика во тоа што воопшто значи да се биде пророк. И тука влегува уште еден клучен исламски концепт – исмах. Тоа е доктрината за пророчка безгрешност. Идејата е дека Бог ги штити своите пророци од правење големи гревови, за да можат да бидат совршени морални и духовни примери за луѓето. Ова е во голем контраст со некои од приказните во Битие, каде што гледаме многу човечки, погрешливи фигури. Значи, кога имаме толку различни идеи за природата на Бога и на пророците, логично е и самите приказни да добијат различни пресврти. Истите приказни, но со критични разлики. Може би најпознатиот пример за ова е жртвувањето, крајниот тест на верата на Авраам. И двете традиции ја имаат приказната, но со една клучна разлика. Кој бил синот? Во Битие тоа е јасно Исак, синот на Сара. Во Куранот пак, доминантното толкување меѓу исламските теолози е дека тоа бил Исмаил, неговиот првороден син.
Или пак да ги погледнеме судбините на членовите на семејствата на пророците. Во Битие, сите синови на Ное се спасени во арката. Меѓутоа, во куранската верзија, еден од синовите на Ное одбива да се качи и загинува во потопот поради своето неверување. Слично е и со жената на Лот. Во исламскиот извештај таа е експлицитно уништена заедно со злобните. Пораката тука е јасна, личната одговорност и верата се поважни од семејната врска со пророкот. Па, што да правиме со сето ова? Имаме приказни што се потврдуваат, други што се менуваат и трети што се целосно негирани. Сето ова всушност ни дава една многу јасна рамка за тоа како исламот гледа на претходните објави. Најлесно е да го разбереме во сложен однос ако го поделиме на 3 категории. Прво, имаме настани и фигури кои се потврдени и во двете традиции – создавањето, потопот и така натом. Второ, имаме приказни со делни или различни детали, како онаа за жртвуваниот син. И трето, имаме концепти и настани од Битие кои се теолошки негирани во исламот, како одморот на Бога или гревовите на пророците. И еве како тоа изгледа визуелно. Може да се види дека најголемиот дел, основата на приказните, е потврден. Но токму овие два дела, делумните разлики и особено оној помал, но теолошки многу значаен дел на негирани концепти, токму тие ги откриваат најдлабоките разлики меѓу двете вери. И тука доаѓаме до клучната поента. Овие разлики не се случајни. Тие функционираат како еден вид теолошки филтер. Зошто некоја приказна е променета или негирана? Па, за да се зачуват основните исламски принципи, да се одржи апсолутната единственост и трансценденција на Бога, односно тевхид и тензих, да се зачува моралното совршенство на пророците, односно исмах, и да се нагласи индивидуалната одговорност. Секој детал што би можел да навести партнерство со Бога или човечки слабости кај пророците, едноставно се филтрира. И сето ова не остава со едно последно, големо прашање за размислување. Како овие различни наративи, овие различни верзии на истите приказни го обликуваат не само идентитетот, туку и целиот светоглед на една вера. Ова покажува дека приказните што ги раскажуваме не се само за тоа што се случило некогаш, туку тие дефинираат кои сме денес.